Туристичките агенции кои поради пандемијата повеќе од 4 месеци немаат резервации и не остваруваат никакви приходи, бараат продолжување на мерките за помош од државата до крајот на 2020 година. Во спротивно, како што велат од Стопанската комора за туризам на Македонија, голем дел од туристичките агенции ќе банкротираат, а вработените ќе станат невработени. За разлика од другите сектори кои почнаа со работа, туристичките агенции се уште се затворени и затоа бараат продолжување и на мерките за помош до крајот на годинава. Од Комората за туризам бараат продолжување на мерката за субвенционирање на плати од 14.500 денари до крајот на годината, како и на мерката за субвенционирање на придонесите за плати. Наместо 50% бараат придонесите да бидат субвенционирани со 100%, бидејќи туристичките агенции не остваруваат никакви приходи. Исто така дел од барањата е ослободување на плаќање на ДДВ и данок на аконтации, како и одложување на кредитите до крајот на годината. Бараме неповратни средства за помош на туристичките агенции преку Фондот за туризам, бидејќи сме засегнати од секој аспект со здравствената криза која продолжува. Како сектор чувствуваме големи последици од затворените граници, ограничените движења за патување, откажаните резервации до крајот на 2020 година и не можеме да ја извршуваме својата основна дејност. Доколку државата не ни помогне, сите вработени ќе станат невработени и голем број туристички агенции ќе банкротираат, велат од Комората. Оттаму додаваат дека потребно е представник на превозниците да биде вклучен во работата на Комисијата за заразни болести, со цел мерките кои се носат за помош на превозниците да имаат ефект. Со оглед на тоа дека и превозниците трпат големи штети од пандемијата, од Комората бараат зелениот картон кој го имаат платено во 2020 година да им важи и за 2021 година, како и да се разгледа барањето за 100% искористеност на капацитети во автобусите. За туристичките работници е нелогично едно семејство да биде сместено во ист хотел, во иста соба, а да не можат да седат еден до друг во автобус. Што се однесува до кампањата Дома си е дома, туристичките агенции велат дека не се исклучени од овој проект, но не било прифатено нивното барање сите аранжмани да одат преку туристичките агенции. А и Министерството за економија касно ја објавило листата на сместувачките капацитети.